сега следи и тоа како убава гостинка, убава во секој поглед. Секогаш ни е мило кој ќе дојде овде во студиото, а знам дека и вам ви е мило дека ќе дојде преку нашите камери и во вашиот дом. Кратко и јасно, Наде Молировиќ. Добро утро. Добро утро. Многу сте ми далеку, инаку би ве изгушкала. И јас истина така. Ама можеме после за време на рекламите ќе се без гушки изгушка. ништа. Така е. Имате убава тема, иако за Наде е малку една тема, претпоставувам дека тоа ќе Ќе опфатиме по. Ќе се опфатиме. Без разлика на насловот кој што стои. Благодарам Искра. И да, еве нашата гостинка за која што кои зборови да се најдат за да те опишеме како еден прекрасен човек со една толку убава светлина и енергија. Јас како кога кажав ќе ни гостува Наде Молировиќ на нашите одговорни, веднаш со насмевки сме сите, затоа што имаме што да слушнеме, имаме што да видиме. Благодарам многу, навистина. Добро утро и добро ни дојде, Наде. Добро утро, добро ве најдов и поздрав за сите ваши гледачи и благодарам навистина за секој сака да слушне убав збор, така да еве јас ги возвраќам со убавина, ви благодарам многу на гостопримството. Насловот ни стои улогата на жената во општеството, но ние ќе позборуваме и за други нешта, но ајде да прво да почнеме, да нема да ги запоставиме и мажите, ќе спомнеме и за нив која е нивната улога во општеството, но како жена, според Наде, која е она најглавната улога во општеството на една жена? Па, нашата женската улога, јас обично не сакам многу да ги делиме, бидејќи ние сме луѓе, машки, женски, секој со својата улога, како лична, професионална, така да улогата на жената, они велат дека ако го препуштиме светот на жените, можеби би немало толку војни, конфликти. Ова што сега го слушнавме, еве. Да, што се случува, нели? Мислам дека сепак ние како мајки кои што носиме на овој свет нов живот и го се трудиме да го направиме најдоброто од тој нов живот, за да може да му служи на заедницата, на општеството, на светот, нели малце поглобално, и ако ја гледаме таа улога дека е навистина многу важна, исклучително важна, какво потомство создаваме, како ги воспитуваме, на каков начин ги воспитуваме, што бараме од нив, какви вредности ќе им всадуваме, во смисол не да им всадиме, него да делуваме на позитивните човекови хумани вредности, морални, етички во секој поглед, и ако гледаме што се ни се случува, нели, и овде и во околината и малку пошироко, сепак изгледа дека е наша одговорност. Јас велам дека повеќето нашето влијание како мајки, како жени, како сопруги, како чувари на домот, како некој што колку убаво кажано, како чувари на домот, чувари на домот, чувари на една традиција, на едно семејна, на семени вредности, на почит, на хиерархија, на некога што биле, нели? И сега малку низ периодот некои се менуваат, доаѓаат некои нови, затоа што и времињата се нови. Меѓутоа сепак женската улога, ние како мајки можеме многу да направиме за овој свет да биде поубав. И мислам дека тука не е главната улога. Треба да покажеме. Така, сме имале можност да комуницираме во животот и со другите жени, велам другите, под наводници, сите сме жени, меѓутоа со поразлични традиции од нашите. Или пак можеби со поразлично гледиште кон светот и кон улогата на жената во општеството. Наде преку океан во Соединетите Американски држави одиме често, со оглед на тоа дека таму е и вашето семејство, поточно синот. Меѓутоа, она што е важно, и сакам да прашам, кога е улогата на жената во општеството кај нас се знае, она наша традиција, каква е, еве, да споменеме улогата на жената таму? Што е она што го забележа, можеби, поспецифично, што ние, можеби, тука го немаме и не го практикуваме? Па јас мислам дека со трендовите нови, со новите влијанија, новите генерации, со новите технологии, со можноста да стекнуваме и да гледаме што повеќе и поразлични стилови на живот, што велам нови вредности и така натаму, се менуваме, нели, и ние. Иако сметам дека делот и тука кај нас се гледа дека жената се фокусира малку повеќе на својата
кариера, на својата професија, дека е посамостојна, таа е носител и на семејството, нели имате толку многу семејства каде што жената е клучна, каде што живее нели само со своите деца, па таа сето тоа го превзима на своите плеки, како што исто така има и мажи кои што живеат со своите деца, па и тие ја превзеле таквата улога. Мислам дека тој тренд на независност и во смисол да и покрај она клучната улога, што сепак сметам дека без разлика што сме ние во 21-виот век и другите можности и големите можности што ни се нудат за живење, за живот, за практикување нели на животен стил и така натаму, мислам дека сепак жените си ја наоѓаат своето задоволство како професионалци, дали во било која област и дека се трудат да го дадат најдоброто од себе. И тоа е она што мене ме радува, што гледам дека што се повеќе имаме жени во Македонија кои што се самосвесни се, свесни се и силно едуцирани, кои што се профилирале, да речеме, во одредена сфера од интерес, дали е тоа личен развој, дали се тоа доктори, дали се тоа нели научници, така натаму. Гледам дека и тоа особено ме радува што на вистина ја задоволува таа своја страст за знаење и за постигнување на резултати кои што ќе бидат добри не само за нејзиното лично, нели, личен успех, постигнување задоволство од животот што се постигнува, туку дека покрај тоа тие се и добри родители. Така да не можам да кажам дека има разлика, да има можеби разлика бидејќи стандардот во Америка е малку на многу повисоко ниво, во смисол може да си дозволат се што ќе посакаат, во смисол на нели материјалното. Кај нас и покрај се, нели, и колку и да добро се заработува, сепак условите се малце нели економски, така се малце подруги. Меѓутоа желбата да се даде и да се открие животот, да се ужива во животот. Мислам дека тоа е универзална и мислам дека жените се повеќе кај нас во Македонија го освестуваат тоа. Јас многу често го користам тој збор, го освестуваат. Па да, треба и да се освестуваме. Да се освестуваме за својата улога. Во целиот тек на животот нам ни е потребно било какво освестување во било кој поглед, нели? Така е. Да. Не мора да е 8 март и тоа ќе напоменам за да ние секогаш зборуваме за жените и за улогата на жената во општеството, може да е и 8, 7 мај. Не е битно, така не е ни важно, за да зборуваме токму на оваа тема. Сега, жената во Македонија е препознатлива по, како што кажавме, чувар на својата куќа, како мајка и оние вредности кои што треба да ги пренесеме на идните генерации. Сега малку околу оние моралните вредности. Можеме и мора да си признаеме дека се помалку, за жал, ги забележуваме. Дали е тоа до жената во улогата на општеството или пак до оние нови генерации кои што им се достапни како што ни се и на нас, овие мобилни телефони, технологии, дигиталната развиена техника и така натаму. Како ние тоа да го поврземе и односно како да ја најдеме средината за да сепак ги пренесеме традиционалните наши вредности каде што на еден сосед се знае дека треба да му се каже добар ден, дали ви треба нешто да ви помогнеме, да го пренесеме тоа на своето дете, со наставниците во училиште, како да се однесува со оглед на тоа дека вие бевте директор, сега во пензионерски денови, во основното училиште Гоце Делчев. Па ајде нешто околу тоа, сигурно дека сте ги почувствувале оние разлики како што времето ни ги носи. Што треба да сториме тогаш? Јас сум поборник и верувам дека од нас зависи како ние ќе ги креираме нашите, како ќе креираме нашата реалност. Има некои работи од кои што апсолутно не зависат од нас, меѓутоа 99% зависи 0,9% зависи од нас. Што сакам да кажам? Ако јас сум свесна... Епа добар процент слушнавме, значи сепак зависи од нас. Да, јас мислам дека без разлика кој е, каде е, жена, маж, на која функција, на која позиција, каков статус има во општеството, најважно е карактерот.
на човекот. Така е. Знаете, тоа од секогаш сум сметала дека и тоа не е нешто што јас го кажувам, тоа е општо познато. Вие можете да бидете доктор на наука. Ако немаме можете да карактер... прочитате милион книги. Меѓутоа, ако не умеете да се прилагодите на она што се случува денес, сега, во моментот, на ситуации кои што бараат и трпеливост, кои што бараат разбирање, кои што бараат отпорност, нели, од ваква информација, таква информација, ние се уште, како човечки суштества, не успеваме и не сме уште свесни дека многу нешта зависат од нас. Значи, ние се уште не се менаџираме добро себе си како човечки суштества. Тоа што значи? Тоа значи дека прво, ние во нашите вредности сме ги добили од нашите родители. Значи, јас сум огледало на она што моите родители го барале од мене. Барале да бидам правдолюбива, да бидам честна, да бидам вредна, да не барам врски кога идам на училиште и да барам оценки, него сама да си ги терам своите работи, нели, да бидам независна, да бидам самостојна, да бидам толерантна, да бидам флексибилна, да имам разбирање за туѓото мислење. Знаете, и кога сето тоа ако ни се спротивставени без разлика. Знаете колку повеќе луѓето се спротивставуваат. Јас многу се радувам на различити гледишта. Така, и никогаш не ги обвинувам луѓето ако некој мисли вака или мисли така. Различно од тебе. Апсолутно, затоа што ние тоа мора да го разбереме, така и да ги воспитуваме нашите деца како улога, нели, на мајки, дека секој другарче, секој друго суштество фактички живее во друга средина, со друго влијание, со други вредности во семејството кои што тие ги наследиле од своите предци и така ние секој влијанието на дворешно ни делува, во училиште ни делува таа средина, улицата ни делува, медиумите ни делуваат, технологијата ни делува, знаете, се делува на нас и тоа не моделира. Сега од нас зависи колку ние се познаваме себе си, како жени, како мајки, како луѓе, и колку за мене која вредност ќе биде најважна да ги градам во моите деца. Ме разбирате? Потоа како наставник во децата во кои што им предавам. Што значи, ако не ги имам овие вредности во себе, да ги вреднувам луѓето, според тоа како се однесуваат, дали тоа што го зборуваат така и го мислат, или само зборуваат колку да задоволат нечие перцепирање, да не кажат не, да не бидат, со се да се согласуваат, да се изгубат себе си, да не се знаат себе си кои се, што се. Да си имаат своји ставови, веќе изграден карактер од мали нозе. И од мали нозе ние децата. А ние тука сме за тоа да го создадеме на некаков начин. И сега знаете, ако вие изградите еден таков карактер со такви морални, етички вредности, темелот го ставите на децата, а тоа е до 7 години, нели? Да. И не само тоа што вие ќе им кажувате, туку вие со своето однесување го подврдувате тоа што им го зборувате. Така. Фактички тие не мора да ве слушаат вие што се зборувате, туку ќе ве гледаат што правите. И фактички сето тоа што јас се однесувам кон моите комши се акумулира кај нив. Апсолутно, тие тоа го гледаат и кажа мајка ми рече дека треба да бидам внимателен, да не ги навредувам луѓето, а гледај сега ни дојде комшиката, пријателката, не знам кој видео на како кои зборови ги употреби. Значи, знаете, одведнаш го ставаме во една конфузија, што сакам да кажам. Ако со однесувањето, ако јас сакам моите деца да бидат луѓе кои што ќе бидат и успешни, и почитувани, и вреднувани, и толерантни, и навистина со сите карактеристики на човек, тогаш тоа значи дека јас така треба да се однесувам. Затоа што ако јас не се однесувам така, како ќе барам од децата да се однесуваат така? Сега одиме погоре. Ако секој во семејството се однесува, зборува едно, а прави друго, а децата што велам јас секогаш, тие знаете, тие ќе ве дзирнат, само ќе го погледат вака вашето лице, како вие реагирате на одредени информации, дали зборувате позитивно, дали негативно, дали набедувате, дали осудувате, дали имате предрасуди, тој сето тоа го гледа и тој си го носи тоа во себе, па кога излезе, кога ќе оди во училиште, истото тоа ќе го прошири, па оди на улицата, па замислете утре ќе ви дојде, ќе ви биде шеф, ќе ви биде директор, ќе ви биде претпоставен. И ете ги проблемите. И ете ги проблемите. Да.
ете ги проблемите. Тука доаѓаме токму до заклучок и многу убаво и ќе го потенцирам затоа што сите наши гости со внимание особено ги слушаме, но кога имаме вакви теми изразито. 99% зависи се од нас, од мајките. Еве за крај многу брзо ни поминува времето и многу жалам што ни е ограничено за вакви разговори. Меѓутоа јас како мајка, со оглед на тоа дека зборуваме за однесувањето, кога одам на училиште, мене не ме интересираат толку многу оценките, не знам дали ќе воопшто не. Апсолутно, Јас наставниците повеќе одам ги барам за да слушнам како се однесува моето дете, а после за оценките да сме живи и здрави, кој колку може, како може, кој предмет го милува, не и така натаму. Дали е тоа во предност, да кажам. Со оглед на тоа дека гледам како родителите се грижат многу толку за каква оценка ќе има нивното. Значи, видите, ако во вас е вредноста да детето биде среќно и задоволно и да си ги бара своите таленти, своите работи, активности низ кои што тоа ужива и вие тоа го подкрепувате и гледате дека не го интересира биологија и гледате дека не го интересира, тој треба да се, значи јас што велам, тој треба или било кој треба да го даде максимумот, да се потруди колку може да го научи тоа, без разлика дали ми се бендисува наставникот, не ми се бендисува и така натаму. Ја викам, не, намерно ќе докажеш дека ти можеш и тоа да го научиш. Оценките никогаш не биле и не се мерило дали едно дете е добро, ќе си го развие својот потенцијал, не значи дека ако добил двојка дека помалку вреди и ние не сме направиле една таква дистинкција да на детето секогаш му ги кажуваме убавите зборови од типот. Ако ти денеска доби тројка, окей, тоа не значи дека ти помалку вредиш, дека ти не можеш. Потруди се следниот пат да видиш од тоа што си го направил, дали можеш нешто повеќе за да си ја подобриш оценката. Меѓутоа, тоа не значи дека ако добиеш тројка, јас тебе не те сакам, него не, ја те сакам. Дали ти ќе добиеш единица, јас тебе те сакам. Меѓутоа, ти треба самиот на себе да си докажеш дека ти можеш да направиш повеќе за да си докажеш на себе си дека ти можеш. Мислам дека оценките, реков, никош не се мерило. Јас секош ми било многу поважно дали моето дете на училиште се однесува пристојно. И кога ќе ти каже дека е емпатично. Да, и да ми каже дека многу е воспитан, знае да каже благодарам, знае да се извини, знае да праша, знае да ние таквите вредности. Тоа се враќаме на оние вредности за кои што треба да ги учиме децата или од мали нозе да им кажеме дека не сме влијанието на останатите проблематични деца во друштво. Ајде можеш и ти направи некој проблем. Многу убаво кога ќе слушнете дека вашето дете се дружи со можеби некој проблематично, но никако не го прифаќа неговото однесување. Што значи дека од мали нозе треба да им се зборува за сите оние вредности кои што треба. За различните, можеби тоа дете, знаете што, и ке нас е многу тоа тешко да кажете, да етикетирате дека некој е проблематичен. Може би некој е на различен начин ги учи нештата. Некој на различен начин искажува нешто со кое што не се согласува, а може би не може да каже гласно. И тој што прави за да привлече внимание? Други методи. Така е, меѓутоа е добро децата, јас вака секој сум викала, окей, пошто се двајцата машки, кои биле во пубертетот, нормално викам, слушај, ти кога излезеш на улица, гледај како се однесуваат другите. Не мораш ти да ги осудиш дека се такви или вакви. Меѓутоа, секогаш сети се на тоа што ние дома сме разговарале, па ти одлучи што мислиш дека е добро и на кој начин да се однесуваш. Ме разбирате, значи кога на таков начин сепак им кажуваме, им ги тераме да размислуваат малку со не да бидат, ја не сакам послушни деца. Да кажат, моите многу послушни. Но секако правецот треба да им се даде, но тие се индивидуи кои треба да размислуваат со сопствената глава. Знаете, ако биде цело време послушен, се согласува со се, зависи од тебе. Тој нема сопствено мислење, тој се плаши да го каже не, кажи го своето мислење на начин на кој што ти нема да ги повредиш другите луѓе. Така да од тука сакам да кажам дека ние како мајки сме должни тоа да го правиме. Ние секоја мајка го прави тоа. Затоа што таа најдобро го прави колку што може и колку што уме, нели? Сега влијанието, она што денеска е тренд и она што науката, педагогијата го кажува е дека денешните деца што растат со технологијата, кои што нели имаат можност од милиарди информации кои што не умеат
умеат да ги селектираат се уште, затоа што ние мислиме ако им ги трнеме телефоните дека сме завршиле работата. Не, треба да се едуцира како да се користат телефоните. И сакав да кажам дека ми беше поентата следна, ама ми отиде негдека поентата. Значи, сакав да кажам дека децата треба да се учат на дека влијанието е големо надвор, меѓутоа дека треба да ги научиме кои информации треба да ги селектираат, да ги земат за точни, за да не ги земат за точни. И она што реков науката што го потврдува денес, дека се помалку е влијанието и учеството на родителите во животот на детето, авторитетот го нема тој како што бил некогаш, туку се повеќе е влијанието на врсниците, што значи дека сега доаѓаме до една поголема опасност, да кажам, затоа што ако детето нормално дека сака да се дружи и замислете каков ќе му биде на него и кој се ќе му биде на него некаков си узор или некаков си идол или некаков си лидер кој што ќе го следи, ама тука е па улогата на родителот да го прашува и да разговара. Како беше денес, што правевте, со што се дружевте, дали беше среќен, дали некој те навреди, дали некој те повреди. Значи, со такви фини прашања кои што нема да бидат прашања кои што секогаш сугерираат шефување. Знаете, ние сакаме повеќе да шефуваме, да директоруваме, да даваме вака, така, ова, она. И мислам дека тука е работата. Значи, во едно слушање, разговарање, кажување своje мислење, ти што мислиш, и да му се даде можност тој да размисла. Не цело време, ние знаете како, мислам дека денеска повеќе родителите за да ги заштитат, многу да не децата случајно доживеат некаков си неуспех. И они им ги кажуваат сите нешта што можат да им се случат, дополнително создавајќи им во главите, знаете, уште отпори да го слуша тоа што родителот го кажува. Значи, наместо да се седи да се разговара. Што мислиш? Како се чувствуваш? Дали ти е убаво? Дали не ти е убаво? Дали некој те принудува нешто да правиш што не сакаш. Значи, тоа се прашања кои јас ги поставувам секојдневно кога ќе се вратиме од училиште. Значи, улогата не треба да си ја иземеме колку што можеме. Од страна. Кажуваме, прашуваме повеќе, слушаме на убав начин, и гледаме однесување. Не може некое однесување кое што е нетипично, неприродно да не се забележи. Не може. Ние можеме да разговараме уште многу долго, но ова што го слушнавме е многу поучно и секако не освестува секогаш ваков разговор и тоа е улогата на мајката во општеството, исто на жената поточно, за како да имаат убав правец во животот своите деца и многу убави совите слушнавме. Многу ти благодарам за одвоеното време и се гледаме повторно на некоја тема ќе се сетиме на што. Многу ви благодарам, само сакам ова да го кажам, нема да земам време. Јас постојано сум се прашувала и си викам и се уште се прашувам. Ако ние како мајки, родителки, имаме толку многу безгранична љубов за своето дете. Зошто таа љубов да не ја негуваме како една човечка вредност кон се што е и друго дете, и туѓо дете, и на оној дете, и на непријателот дете. Зошто таа љубов мајчинска да не ја шириме и да не го натопиме овој свет со љубов? Ајде да ја шириме и многу убав совет. Благодарам уште еднаш и се гледаме повторно.